Здраво, ова е 422-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Wasteman од Кал Макмау, во кој станува збор за затвореникот Тейлор, глумен од Девид Џонсон, кому му е уважено барањето за помилување и кратење на затворската казна, меѓутоа неговите надежи за нов почеток се загрозени од пристигнувањето на неговиот нов цимер Ди, глумен од Том Блајт. Додека Ди го зема Тейлор под своја закрила и се обидува да го прошири неговиот нелегален бизнис на веќе воспоставената туѓа територија на затвореници кои претходно ги заземале тие клиенти на наркотици, ќе извршат врз нив физички напад за демонстрирање на надмоќ, што ќе стави на тест лојалноста на Тейлор и поврзаноста со Ди, принудувајќи го Тейлор да избере помеѓу заштитата на Ди и сопствените шанси за излегување од зад решетки. Тейлор, иако ја служи својата затворска казна за делото за кое се кае, последиците се иреверзибилни и се има помирено дека животот надвор од затворот му одминува, со оглед на тоа што неговиот син расте без него при неговото пролонгирано ослужување на казната затвор, но забележува дека се појавува светло на крајот на тунелот кога ќе му биде овозможен забрзан излез од затворот со помилувањето, а за да бидат добрите вести проследени со контрабалансирање, се погрижиле сценаристите да го вметнат пргавиот циклон Ди, кој му станува цимер и му ги поматува сметките со неговото арогантно однесување. Имено Тейлор го има најдено своето место во затворската хиерархија, ги извршува своите должности како бербер на мафијашите во затворот, на кој им положува долгогодишна лојалност, па кога ќе дојде младиот криминалец во ревенката ќе предизвика таква дисонанца на системот што ќе го вовлече и Тейлор во неговиот солипсистички нарав. Колку и да посака, нема да може да се сепарира, бидејќи се наоѓа на погрешно место во погрешно време, па затоа што е цимер со распосланиот младич, кога ќе му биде доделена ригорозната насилна лекција, да не ги шири нозете подалеку од чергата и Тейлор ќе снесе дел од одговорноста поради афилиацијата, односно неминовната поврзаност. Колку и да посакува да се сегрегира од конфликтната ситуација и си ја отслужи казната на мир за да види бел ден, не може да се издвои без да заземе страна во завојуваните табори, така што ќе биде деранжиран по секоја цена, само дали ќе го направи правилниот избор е прашањето. Солидно е решението кон кое се приклониле авторите во филмот за запечатувањето на судбината на овој лик во равенката со накострешените непознати. Во затворската хегемонија има своевидна хиерархија во која се одвива разноврсно тргување. Некои единки има дури поголеми бенефиции отколку додека живееле надвор, има различни комодитети со кои се тргува, а самиот Ди има тенденција да ги наметнува неговите услуги, кои колку и да се добронамерни за стапување на контакт на Тейлор со неговиот реципроцитет, со кој нивниот живот се следи со нишан, доколку не биде послушен Тейлор за трешет, бидејќи Дија има моќта да ја делегира нивната екзекуција со само еден телефонски повик. Мојта поразлично се дистрибуира и мери во оваа заедница на ќелии, а Тейлор е зависен од нивните иматели, па во потрага е по најпрагматичната одлука за свое добро, со најмали реперкусии. Девид Џонсон јас го знам од серијата Индустри, филмот Елијан Ромелус и од Стивен Кинговиот The Long Walk, одлично се носеше со предизвиците на носечката улога, да го долови овој лик затекна понебрано и кој сака постепено да исчезне со помош на наркотичниот ескапизам, но при тоа е затворен со лав во ќелија, се наоѓа меѓу два огна, должен на два табори, кој мора да одлучи на кој ќе припадне кога ќе чукне часот, а Дейвид за таа недоумица и свесност за неминовните последици од одлуката воспоставува една нераскинлива врска со гледачкиот аудиториум. Неговиот новодојден цимер Ди, глумен од подеднакво убедливиот Том Блајт, подлегнува на една трансформација, кога го запознаваме како харизматичен дилер кој доаѓа на туѓа сметаат со него ветераните во затворот, ја согледуваме и неговата опасна социопатска страна, станувајќи темпирана бомба во ќелијата кој има агресија за истурање на сите погрешни места. Таков лик не прави добро дело за џабе, не. Тој купува војници за својата армија, кои нема да може да одбијат кога ќе побара услугата да биде возвратена, затоа што нивните најмили ги држи во својата дланка и подготвен е да стисне силно.
За пофалба е веризмот со кој се пристапува на кореографираните физички пресметки, а тоа што некои од статистите за поранешни затвореници дополнително додава неубедливост за тоа што се имаат најдено во слични ситуации или сведочеле на таква распределба на гнев во Зандана. Снимањето на боречката кореографија, уведен сум дека му било леснето на Калум, затоа што има работено музички видеоспотови и знае што е одвишок, а што треба да се акцентира во пресметките за да изгледа примамливо на екран, иако естетизацијата на насилството секогаш се мери со сопствена чашка за дозирање. Со оглед на тоа што се развива ова сценарио една деценија, во дадена ситуација пишаниот текст поминал низ рацете на Бени и Џош Сафди, кои пресекле да не го режираат и да се зафатат со работа на Анкат Джемс. Кога се затворски филмови во прашање, британците го имаат Стардап од 2013, американците Фелон од 2008, иако за мене најизвикани филмови од оваа тематика ќе останат Бронсон од 2008, Броулин Селблок 99 од 2017 и А Профет од 2009, кои на најсуров начин ја доловуваат хиерархиската поставеност во затворите. Минатата сезона на видеологија ви говорев за уште еден филм во кој се подигнуваат надеждите помеѓу затворениците во филмот Синг Синг, а доколку се навраќаме назад во филмската историја, може да дојдеме и до Scam, Papillion, Time, Shot Caller, па дури може да се напоменат филмовите за бегство од затворот во Escape from Alcatraz или True, или пак јас се навратам на моето детство присетувајќи се на In the Name of the Father од 1993 година во режија на Джим Шеридан, кој се емитуваше на филмските маратони на нашите телевизии пред 3 децении. Филмот има двајца монтажери, Джеймса Деметрију и Рајан Морисон, кој самиот е сценарист на Arctic и Stowaway, и го има монтирано Woman of the Hour. На нив многу им е јасно дека мора да ја одржуваат тензијата од првиот до последниот кадар, што е исклучително тешко задолжение, но со вметнувањето на непредвидливите и неконтролливи ликови, со самата можност за нивно потенцијално еруптирање во секој кадар во кој ќе се појават, потоа со сечењето на кореографираните тепачки, со исчекувањето на која страна ќе застанат затворениците во финалната пресметка, овие монтажери демонстрираа вештина за дозирање на кадрите, за да го задржат гледачот залепен за екранот до последната одишка на делото. Нема катарза, но исто така и не го креваат по клопецот, туку постојано преврива действието и сечи живот е доведен во опасност. Метју Барнс, попознат како Форест Ворс, ја создава музиката која има наплив на електроника, но кога ќе се комбинира со ехот од дизајнот на звук, создава потентна стапица од звукот кој се заробуваат ликовите, звучен песаж од кој не може да избегаат. Електронскиот синт соодветствува на мечтите на молчеливиот Тейлор за бегство од затворот, додека пак пулсирачкиот електронски бит ги засекува на силните секвенции. Кинематограферот на Аманда, Лоренцо Леврини, може би на најдиректен начин е изложен на клаустрофобичниот простор, затоа што со неговата камера е насреде малите ќелии и ги избегнува ударите од кореографираните физички пресметки во нив, а сепак доловувајќи веризам со кој не транспортира нас, гледачите, како да сме неми посматрачи на малите созидани соби, каде сивилото на бетонот е во колизија со студените сини и зелени тонови, како таписерија насреде која ќе се одигрува вжештената драма. Може би не сме слушнале многу за режисерот Кал Макмао, а тоа е така затоа што во изминатата деценија работеше како аниматор и на motion graphics во телевизиите, снимаше музички спотови и сум ги гледал од него неколкуте едноминутни рекламни видеоспотови и го има режирано краткиот филм Босман од 2017 година, каде можевме да забележиме низ затворските снимки како насилните затвореници ветерани си поигруваат со погрешниот Новајлија во ќелиите, поминувајќи низ еден децениски процес на создавање на неговото долгометражно деби, збирајќи затворски снимки на шверцувани мобилни телефони и создавајќи го сценариото на филмот заедно со Хантер Ендрус и Еоин Доран, но во потрага по нешто автентично, надвор од светот на убавото, односно на рекламите, снимајќи го за 18 дена. Нема да се отклони од криминалистиката и во неговиот нареден проект, односно The Brotherhood, филм за детективот од Њу Јорк, кој ќе ги открие останките од инволвирањето на мафијашките 5 фамилии, дури и до највисокиот ранг на полицијата. Нема оправдување зошто толку солиден филм веќе остана незабележан, иако ни е достапен веќе неколку месеци, но разбирливо е доколку не секој гледач би посакал да помине 90 минути со овие затвореници кои комуницираат со јазикот на агресијата. Тешко е најувањето за двајцата антагонисти, но
колку што е Ди експресивен, толку е Тейлор повлечен и компатибилни се нивните актерски изведби. Не очекувајте да добиете елаборација на неспособноста за рехабилитација на затворскиот систем, тука се зумира на единките и нивниот микрокосмос, не се става под лупа севкупниот систем на одземање на слободата и убаво ќе беше да се проследи подетално таа финансиска и идеолошка поделба на затворениците, како го отсликува самото општество. Филмот имаше својата премиера на фестивалот во Торонто, а потоа беше прикажан на BFI во Лондон, освои награда за најдобро дебют на британските индепендент награди и има една номинација за BAFTA, што значи дека е сосема мал филм во хиперпродуктивната филмска индустрија во која тешко дека би се пробил, но затоа што филмот тивко се промовира од страна на Lionsgate, не значи дека нема што да каже. Оставено ќе биде на идните филмски сладокусци да го откријат и да уживаат во убавината која ја понесува во себе, што ние денес не можеме да му го дадеме вниманието и времето кое го заслужува. Затворенички трилер во кој сме соочени да навиваме за фалични ликови во незавидни ситуации, кои се грижат исклучиво за сопствениот интерес и при тоа газат на сечие достоинство. Кога ќе се одземе слободата, се губи и дел од својот идентитет, додека дел од времето незапирливо тече надвор, но зад решетките секоја секунда се брои како вечност. Ако морам да го еволуирам, тогаш Waste Man од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 422-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!